Почитувани суграđани, градоначалникот Митко Јанчев во вчерашното обраќање се служи со класични лаги и спинови. Сакам да ви укажам, господине Јанчев, дека во сметките за комунални услуги не се фактурира само по основ на вода, а регулатор наврши порамнување само на делот на цената на водата и канализацијата. Така да немојте да ги лажете граѓаните. Токму вие, господине Јанчев, во вашиот мандат задвојно го зголемивте делот од сметките за комунални услуги. Сега ќе направиме паралелна споредба 2015-2021 година. Џубрарина за покриен. Покачување од 1,1 на 2 денари или 81%. Џубрарина за двор од 0,28 за 0,5 денари или во проценти 79. Чистење на 2 гробни места од 33,34 на 50 денари или во проценти 50%. Зелени физички лица покриен двор од 0,16 на 0,20 или во проценти 30%. Зеленило во двор од 0,04 на 0,10 или во проценти од 250% зголемување. Да не ги лажете и манипулирате граѓаните, господине Јанчев. Дали е нормално да имате влесна вода од изворот Лукар на приближно некаде од околу 8,5 до 9 милиона метри кубни вода, а да се фактурираат само околу 2,5 милиони метри кубни вода за 2020 година? Дали е нормално комуналец да има над 60% загуба на вода? Како е можно најдоброто предпријатие во комуналната сфера во државата до 2017 година да е во добивка од околу 1 милион евра годишно, а сега да врзува едва и крај со крај? Во однос на лагите, на загубите на вода, да не го чекате 18 октомври. Господине Јанчев, уште од утре да објавите: јас сум чист и нема што да кријам од граѓаните. Исто така, да ве прашаме, господине Јанчев, дали е нормално директорот на јавното предпријатие Комуналец да зема 4 пати повисока плата од работниците во предпријатието? За разлика од вас, ние социјалдемократите се залагаме за повисоки плати на работниците, господине Јанчев, и за намалување на јазот во платите. Затоа на работниците платите ќе одат нагоре. Менаџментот ќе зема нормално, согласно можностите на предпријатието, а не овакви огромни плати како што земаат сега. Господине Митко Јанчев, со честно, одговорно, домаќинско работење, хаосот и безредието кое владее во ова предпријатие на 17 октомври ќе заврши. Со честно, одговорно и домаќинско работење, со намалување на загубите на вода, ќе направиме услови и ќе ги намалиме до 50% сметките за комунални услуги. Бензинска пумпа ДМД Оил.